Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ден. Најново издание на Живот на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски. 31 31 332. Одиме во живо. Повелете, ве очекуваме. Добре дојдовте, доктор Маљановски. Добар ден. Нашата денешна тема бракоразводи и последиците од нив. Но за да дојде до развод, предходно треба да се создаде бракот, па затоа ќе одиме ние со ред. Најнапред за семејството како една основна клетка од која е изградено општеството. Доктор Маљановски, што всушност представува и како се дефинира семејството? Имате потполно право. Семејството е основна клетка на секој општество, па и на нашето, и државата, односно републиката, обрнува особено внимание на односите во семејството и сите оние комплицирани и помалку комплицирани релации што се наоѓаат во семејството. Од тие причини, имајќи во предвид комплицираноста на релациите во семејството, ние имаме еден посебен закон за семејство, кој е донесен во октомври месец 2014 година. Законот повремено трпи и измени заради тоа што се прилагодува на современите токови на живењето, односно потребите да се градат нови релации и нови правци во смисла за негова заштита. Јас нема да импровизирам во смисла на некои пошироки дефиниции, од причина што сметам дека законодавецот многу добро ја регулирал оваа материја. И најнапред би сакал да кажам дека семејството е дефинирано како животна заедница на родители и деца и други роднини, ако живеат во заедничко домаќинство. Тоа е една поширока средина, за разлика од бракот, кој што малку подоста кој ќе се осврнеме, имајќи во предвид дека ги опфаќаат и сите други членови на заедницата, односно на заедничкото живење во семејството. Исто така, законодавецот го дефинира дека семејството настанува со раѓање на деца и со посвојување. Интересен е фактот што се наведува институтот посвојување, заради тоа што се ствара релација на како со раѓањето, значи потполно право на децата кои се посвоени и во правна и во секаква смисла да ја имаат како и децата што се родени по оној така наречен природен пат. Така. Велам пак и би сакал да напоменам, семејството е малку поширока заедница во која влегуваат најчесто, значи не најчесто, него сигурно влегуваат жената, децата родени или посвоени, родителите од едниот или од другиот брачен партнер и меѓутоа условие значи да живеат во заедничко домаќинство. Тоа е она најконцизна дефиниција на семејството и, како што реков, припоено на семејството е и посвојувањето, кое е еден од институтите на кој посебно нашата држава обраќа внимание. Така. Значи имаме родители, потомци, а клучната цел е одгледување на тие потомци. Така. Кој обезбедува посебна заштита на семејството, доктор Маљановски? Така, значи посебна заштита обезбедува државата, односно републиката, заштита на семејството, мајчинството, децата, малолетните деца, децата без родители и децата без родителска грижа. Исто така, во склоп на овој член се наведува дека државата обезбедува и заштита од семејно наследство. Интересно, заради тоа што семејното наследство е дигнато на степен на еден од приоритетите на заштитата на нашата држава.
Овде, ако внимателно ја разгледаме и ова формулација за заштита и на посебна заштита на семејството, ќе видиме дека имаме два института кои се битно се различни за разлика од другите работи што се спомнуваат, кои се прилично природни и јасно разбирливи. Тоа значи деца без родители, тоа се деца кои навистина немаат родители и кои се по некаков основ оставени на грижа на државата, и деца без родителска грижа, тоа се деца кои имаат родители, меѓутоа по некој основ тие родители не функционираат. Кои се тие основи да овие деца не функционираат? Најчесто тоа се родители кои се сместени во некој од азилантските институции. Не сметам азиланти во смисла на пребези, туку институција од областа на здравствената заштита, значи потешко болни лица, лица со тешки и најтешки ментални пореметувања, лица кои се психијатриски случаи и лица кои не можат и на кои им е одземено родителското право или не им е одземено, меѓутоа се наоѓаат на некаков вид на лекување. Во оваа група на деца без родителска грижа спаѓаат и родители кои се на издржување на некој од подолготрајните затворски казни. Тоа значи дека тие родители, двајцата родители не можат да ја обавуваат родителската функција во нивна целост. Од вториот аспект, како што и го напоменав, тоа е семејното наследство, значи државата дава еден страшно висок акцент за заштита на семејството од семејното наследство, имајќи во предвид, како што и во неколку претходни емисии споменавме, покрај семејното наследство, што е најчесто меѓу мажот и жената, во семејството, како што рековме, во поширока смисла, се присутни и родители, постари лица, кои во последно време, за жал, се цел на семејното наследство, односно на нивните синови, ќерки и така натаму. Така. Тоа што се однесува до семејството. Сега ќе отвориме покомплексната тема бракот. Да. Во западниот свет веќе за среќа браковите не се склучуваат од некои економски, социјални или политички цели, и децата веќе не се очекува да придонесуваат, нели, за семејниот приход, и претпоставувам дека повеќето се базираат на љубов. Што представува бракот и врз што се заснова всушност? И каква е ситуацијата во нашата земја? Така би требало да биде и јас сакам да верувам дека е така. И верувам дека е така, дека склучувањето на бракот е основна причина за склучување на брак е љубовта, а исто така и продолжување на врстата. Од тие причини нашата демохристијанска тенденција во животот го дефинира бракот, па и со закон исто така дефинира, дека е тоа уредена заедница на живот на маж и жена во која се остваруваат интересите на брачните другари, семејството и општеството. Односите меѓу брачните другари се заснуваат врз слободна одлука на мажот и жената да склучат брак, врз нивна равноправност, меѓусебно почитување и заемно помагање. Многу интересна дефиниција која во последно време трпи доста, да не кажам напади, заради некакви си современи текови во западните држави, некакви си современи начини на живење, како што се истополните бракови, како што се можностите за посвојување од истополни бракови и така натака, да не ја разглаваме таа тема. Од причина што сепак Македонија е држава која патриархалното во народот е се уште доста застапено, за наша среќа, во секој случај би го напоменал,
заради тоа што сакаме, се уште сакаме и сметаме дека бракот е заедница на лица од два различни пола. Дека среќата во бракот се остварува на сосема поеднаков начин отколку она за која се прокламира. Ние знаеме и за други тенденции, при непосредно пред случување на бракот за предбрачни договори. Имало случаи, не можам да кажам дека и не, од чисто економски аспект гледано, заради тоа што влегувањето во брак значи и некаков носење на некаков товар, односно можност за некоја несразмерно богатство и живење со тоа богатство во средина. Меѓутоа, ако тргнеме од тие предбрачни договори, најнапред се прашуваме каде е љубовта. Дали ако го ставам јас предбрачниот договор на хартија дека во случај на развод, она што сум го вложил и она што сум го донел би припаднало мене или на сопругата. Не го делам, не го делам, тоа така? останува кај мене. Тогаш премислите за љубовта се малку нарушени, на вистина. Во такви случаи мислам дека и лабоко наблегуваме во една друга сфера на живење, дека брак од сметка, брак од рачун и така натаму. Така. Истополовите бракови се уште не се дозволени во Македонија? Апсолутно, да, не се дозволени. Се надевам, ова е мој личен став, дека уште многу долго тоа нема да биде реализирано. Може би ќе предизвикам реакција, меѓутоа, тоа е моје мислење. Сметам дека тоа не соодветствува со природата. Во секој случај, почитувам различни мислења, меѓутоа, ова е моето конечно мислење, да, бракот е заедница меѓу маж и жена во секој, апсолутно. Така. Добро, еве го дефиниравме бракот, колку што може, а сега одиме со родителството. Да, Што представува или кога настанува всушност родителството? Во првата дефиниција за семејството го спомнавме институтот посвојување, така и родителството настанува со раѓање или посвојување. Значи терминот посвојување во секој случај во законот за семејство е изедначен со раѓањето. Имајќи предвид праксата што имам, да вистина, работната пракса, и дефинитивно сметам дека не е толку значајно во секој случај. Битно е раѓањето. Битно е тие 9 месеци што жената ги носи, што го носи својот пород со себе. Битна е врската меѓу породот и нејзе, но на вистина првенствено посвојувањето е реализирање на родителството. Реализирање кај оние брачни партнери кои по било каков основ мислам дека не можат да имаат свој пород, односно деца. И покрај обидите од страна на врвните медицински помагала, имајќи во предвид и бенефициите со вештачкото оплодување и кај нас, и сите можни начини, дури и размислувањата и за сурогат мајки, значењето на родителството е издигнато на вистина на еден приоритетен начин. Меѓутоа, една од формите на задоволување на родителскиот наглум, тоа посебно се однесува кај жената, е посвојувањето. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што, знаете, кога детенце ќе се посвои со новите законски измени, тоа би било крајот на неговата прва година, кога расте, се развива покрај нас, кога го гледаме како се радува, како боледува, го гледаме како напредува, го воспитуваме, и се радуваме на секој негов успех, тагуваме на секоја негова
негативна работа, се створува една навистина длабока релација која за мене е буквално како да е дел од брачните другари, како дел од семејството. И не би сакал да го споредам тоа, меѓутоа, знаете, кога ние ствараме релации со нашите миленици, со оние што ги имаме сите дома, голем дел дома, а замислете го тоа да се створи со она мало суштество, со првиот негов збор кој значи мама или тато, и што значи остварување на сите негови желби. Од тие причини сметам дека посвојувањето како форма е најдобриот начин за што државата го прави за згрижување на децата без родители и евентуално деца без родителска грижа. Веќе следната емисија ќе зборуваме поопширно и на оваа тема. Сега ќе направиме една кратка пауза. Режија, дали сме подготвени? Да. И се враќаме во живот со доктор Маљановски, нашата денешна тема бракови и бракоразводи. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Да, вие го следите најновото издание на Живот на Радио Слободна Македонија. Со доктор Маљановски денеска зборуваме за бракоразводите и последиците од нив, но претходно го дефиниравме секако семејството, па бракот, па родителството. Зборувавме кога настанува, а кога престанува родителското право, доктор Маљановски? Така, родителското право престанува со полнолетството на децата или на друг начин како што го дефинира законот. Многу интересна проблематика, имајќи во преди сето она што ни се случува, што исто не обкружува. Кога зборуваме на друг начин, тоа значи дека дел од, зборувам, несовесни, тоа е навистина релативно мал број на родители, злоупотребувајќи ги своите деца, навистина прават еден огромен злочин, употребувајќи ги во најразлични ситуации. Сведоци сме на оние деца што ги гледаме на раскрстинците и знаеме и свесни сме апсолутно дека оваа појава нема да ја искорениме. Но во секој случај тенденција е да што е можно повеќе се намали. Ако зборуваме за полнолетството, односно со стекнување на полнолетство на детето, тоа значи 18 годишна возраст, и после 18 години се рачуна дека родителското право е престанато. Вториот начин е смртта на детето, во тие моменти нададеното дете не му е, значи родител де факто не може да го спроведува родителското право. И третиот начин е одземањето на родителското право, која е судска постапка, на предлог на Центрите социјална работа, Министерството за внатрешни работи и ред други субјекти кои се вклучени во целата постапка. Постапката е многу сложена и сакам да напоменам дека не е целосно одземање. Значи, родителското право може да биде одземено на рокове, на неколку, период, временски период, од година, 2 години, а после тоа се смета дека после тие година-две или одлежување на затворска казна заради занемарување и запоставување на децата или малтретирање, тогаш родителското право се враќа. Се смета дека за тие 2 години би можело да дојде до корекции на поведението и до исправување на некои грешки на родителите. За жал, кај дел од родителите тоа го немаме и навистина сериозно размислуваме за целосно одземање на родителското право, а тоа би било веројатно во некој од идните измени и дополнување на Законот за семејство,
заради тоа што постапката би била вистина регулирана со закон, во смисла да после 1, 2 или 3 опомени или 3 казни, да тој несовесен родител му се дефинитивно одземе родителското право и да биде детето земено и ставено под старателство и евентуално посвоено во иднина. Имаме реакција од дел од институциите, односно дел од невладениот сектор за ваквата постапка. Размислуваме, не сме донели одлуката, меѓутоа навистина ова е сериозно, заради тоа што тие деца ни по вина на родителите, дефинитивно под вина на родителите, и покрај сите можни бенефиции што ги имаат, пак ќе ги наоѓаме на улица, пак се случуваат на немили настани, пак се дрогираат или други работи што не се случуваат. Од тие причини сериозно се размислува за целосно земење на родителското право. Така. Што значи издржувањето? Предпоставам до кога е должен родител да го издржува своето дете. Но тоа се однесува прашањето, нели? Да, издржувањето значи знаете, многу интересна е ситуацијата издржување на родителите, на децата, што се фактички до престанок на родителското право до 18 години. Тоа е од една страна како законска должност. Од друга страна, исто така и децата имаат право, односно законска обврска да ги издржуваат нивните немоćни родители. Се со цел тој циклус да биде затворен, односно тој круг да биде затворен, се во смисла да еден начин, пошто децата прераснуваат во возрастни нормално, работоспособни, да на оние родители кои не се тоа во состојба или недоволно средства имаат за нивна нормална екзистенција, им помогнат во нивниот подоцнежен живот, во нивната длабока старост. Во случај кога не постои можност ни од едната, ни од другата страна, рековме од кои причини престанува родителското право или од кои причини децата не можат да ги гледаат своите родители, тогаш таа функција на издржување зема државата, републиката, кои со своите механизми од областа на социјалната заштита, помагање на поединецот, па и на семејството, затоа што постои реална можност и да семејството не може да функционира, да ја превземе грижата за нивно нормално живење. Така да системот е затворен, системот овозможува да тој социјален аспект на издржување биде длабоко засегнат во сите пори на општеството, од причина што реално постои можност да, како класичен пример да го наведам, да дете до 18 години со посебни потреби, со тешки, најтешки пореметувања, биде со своите родители. Нормален е процесот на старење и нормално е да тие негови родители починат. Во такви случаи, навистина, по засечниот период, тоа дете сигурно има да остане на улица. Институциите реагираат и го згрижуваат во некој од облиците на згрижување на овие деца. Так. Предпоставам со ова го одговоривме и следното прашање, за кого обезбедува старателство државата. Така, значи за оние кои не можат самостојно да се грижат за себе или нивните потомци или родители и деца да се грижат за значи кругот се затвора. Се затвора, да. Се враќаме повторно кај бракот, кај брачната заедница. Односно, каква заедница представува вонбрачната заедница? Да, вонбрачната заедница е вонбрачна заедница, како што и самиот кажа, која што не е спроведена во согласно закон. Односно, пред матичар и сите оние постапки што следат во согласно законот. Воопшто е доброволно живење и за вонбрачна заедница сметаме дека минимум услов е да вонбрачните партнери бидат најмалку една година. Со тоа, таа година, они ги наследуваат сите права и обврски во однос на породот, односно децата ако ги имаат, како и стекнатиот имот што го евентуално го створиле.
Вонбрачната заедница не е регистрирана во матичните книги, значи не е озаконета и таа меѓутоа како и сите современи законици, севремени законици во светот е озваничена и ги имаат сите права и обврски во правниот промет. Так. Јас би сакал само да наведам дека во случај на раскинување на вонбрачната заедница, во таа вонбрачна заедница се родени деца, тогаш не е надлежен судот за доверување на децата, туку центрите за социјална работа со решение ги доверуваат децата на еден од партнерите. Така Тоа е да многу целата тешко, улога... предпоставувам. Нема никаков доказ дека живееле Да, вонбрачна меѓутоа се земаат заедница, изјава, да, се како се делат последицата? се земаат изјави од вонбрачните партнери, се гледаат децата кои што се родени во таа релација. И тоа е еден од модерните трендови на современото живење да Ги имаме во нашата држава? Ги имаме, да, ги имаме не многу, меѓутоа да, се носат решенија за доверување на децата на еден од вонбрачните партнери. Не се многу, отприлика можам така по нека слободна проценка околу 10 до 15 во текот на годината на ниво на држава. Така. Добро. Одиме сега со бракот, значи конкретно брачната заедница. Така, Под кои услови може да се склучи една брачна заедница? Да, значи брак може да склучат две лица од различен пол со слободно изјавена волја пред надлежен орган на начин определен со овој закон. Формулацијата е прилично широка, меѓутоа во продолжение законодавецот кажал кога не може да се склучи брак. Прв услов е да бракот се склучува на две полнолетни лица, значи лица кои се наведени, кои имаат старост над 18 години. Значи под 18 години не може да се склучи брак. Единствено, значи може бракот да биде склучен и од навршени 16 години во согласност, значи судот го заверува овој брак во согласност со родителите, здравствената, психолошка, физичка состојба на брачните партнери и нивниот моментален статус. Многу сликовито ќе го кажам, нас немаме голем број малолетнички бракови, тоа се бројката се движи помеѓу 20 до 25 малолетнички бракови во текот на годината. Ми доаѓаат девојчиња, деца кои се во подмакла стадиум на бременост и меѓутоа кога се види нивната здравствена состојба и состојбата на евентуален брачниот партнер кој е релативно постар во секој случај, се даваат согласности по претходно добиена согласност од родителите најчесто на девојчето и меѓутоа и нормално и согласност и од родителите на момчето. Овој брак се склучува пред надлежен орган. Значи еден од условите е. Исто така не може да склучат брак лица кои се со тешки и најтешки психијатриски заболувања, лица со тешки и најтешки ментални пореметувања. Не може да се склучи брак ако претходниот брак не е разведен. Нормално тоа се тие правни аспекти кои се и во главно тоа се консеквенциите од неможноста да се склучи брак, а брак се склучува при нормално при полна совест, волја и желба да се склучи и онаа процедура која оние што ја поминале многу добро ја знаат. Свечена и така. Исто така, ја би сакал да само да дополнам во контекст ова кој не може да склучат брак. Децата се наведени сродниците во прва линија и до трето колено се оди, сватоштени, меѓутоа тоа се финеси кои во секој случај
Пред да се склучи бракот се препознаваат и се знаат и се предупредени дека ја себе да пример не може да меѓу себе да склучат брак крвни роднини во прва линија, тоа значи дедо, баба, мајка, татко и внуци, како ни родени браќа и сестри, брат и сестра по татко, односно мајка, стрико и дете од брат, вујко и дете од сестра, тетко од дете од брат и така натаму. Нели прашуваат дали сте роднини Дали во сте, матично? така. Има такво прашање. Така. Добро, дали Рижа ќе направиме тука кратка пауза или малку подоцна? Сега? Да, може. Кратка пауза и се враќаме во живот на Радио Слободна Македонија. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Зборувавме за можноста, односно неможноста да се склучи брак, а дали бракот склучен со верски обичај представува, односно предизвикува правно дејство, доктор Маљановски? Не предизвикува, значи бракови склучени во верски објекти од типот на цркви, џами и други објекти не предизвикуваат правно дејство, значи немаат никакви правни консеквенции. Единствено, како што општо се е познато, значи е брак кој е склучен во официјалните институции предматично и предизвикува правно дејство. Така. Кога завршува, кога престанува еден брак, односно кога бракот се поништува? Така, имам неколку да кажам институти за прекинување на брачната заедница. Првата е да кажам по некој природен пат, односно со престанок, а тоа значи со смртот на еден од брачните другари. Второто е поништување на бракот, ако бракот само да напоменам, да се вратам на овој првиот со престанување, тоа значи дека е можно, варијантата е со смрт, втората варијанта е со исчезнување. Ако во подолг вербенски период, најмалку една година, еден од брачните партнери е прогласен за исчезнат и се дефинира како да е смртен случај, тогаш бракот престанува да функционира. Така, ова малку филмски, да. Да. Второто е со поништување. Бракот се поништува ако се утврди дека при неговото склучување постоела некоја од брачните пречки. Значи, нешто што не е пријавено, скриено или лажно кажано од пречките кои веќе во неколку наврати ги наведовме. Така. И нормално бракот може да биде разведен. Разведувањето на бракот имаме по, да кажеме, два основа. Спогодбен предлог за развод на брак и брак разведување по тужба. Во секој случај, браковите кои се разведуваат треба некаква согласност да има, дури и за спогодбениот предлог, дури и за овој другиот, значи по тужба. Во случај да нема согласност од еден од брачните партнери, односно едниот од брачните партнери не сака да се разведе, тогаш бракот се разведува по службена должност, односно по се утврдува фактичкиот престанок на брачната заедница од најмалку година дена. Тоа значи да веројатно со сведоци се докажува дека бракот не функционирал најмалку година дена, дека не живееле заедно и дека не функционираат како брачни партнери. Многу тежок институт, навистина сме имале и вакви случаи каде што се обидувале и по службена должност да се разведе бракот, да се дојде до развод. Меѓутоа, грото на случаи се браковите кои се спогодбени, да ги кажеме, односно двата брачни партнери да сакаат да се разведат на еден од овие начини. Тоа е еден од најчестите случаи во Македонија? Да, браковите се разведуваат спогодбено. Тоа е 99% од случаите. Да одиме подоцна со статистиката или...
Можеме Или сега? во секој да. Какви Претпоставам се Скопје. бројките? Па да, Скопје води. доминира апсолутно, мислам и како најголем град во Република Македонија. Меѓутоа многу интересно и другите бројки што покажуваат. Да. Бројките се движат негде во принцип од прилика околу 2000 разводи годишно. Така 2013 имавме 2014 разводи. 2014 2058 разводи, а 2015 имавме 2055 вкупната бројка на разводи. Так. Од кој Скопје доминира во сите години нормално. Во Скопје во 2013 имавме 795 разводи, 2014 918 и во 2015 995. Еден тренд на пораст. Не е голем, меѓутоа бројките се тие, бројките се номолјеви, тие се статистиката. Интересно е податокот за Куманово, да кажеме, кој во 2013 бил град со втор град по бројот на разводи, со 242. Во 2014 оваа бројка се намалува на 123, во 2015 бројката уште малку се намалува, уште повеќе 89. Феноменолошки гледано, многу интересен проблем. Така? Можеме само да нагодуваме кои се причините. Една сигурно од најважните причини е релативно големиот број на луѓе што заминуваат да работат во странство. Нивното е економско зајакнување, враќање и многу различни други причини се во прашање. Трет град по бројче на детetoви, а четврти е Гостивар, со еден тренд исто така на зголемување. Например, во Тетово имаме бројот во 2013 година 155 разводи, 2014 182, 2015 203, а Гостивар и кај Гостивар имаме еден тренд на варирање податоци. 2013 131, 2014 180, 2015 168. Дел од толкувањето за овие два града е дека реално, мислиме, дури теоретичарите сметаат, дека имаме доста фиктивни разводи, од причина што не може да се докаже, дефинитивно, што брачните партнери се разведуваат, заминуваат во странство, склучуваат бракови со странски државјани, се со цел да добијат некаков постојан престој или државјанство во тие држави, а понатаму тие бракови се разведуваат, се ги повлекуваат своите најблиски. Го гледаме тоа, меѓутоа, знаете, како што брачните партнери самостојно склучуваат бракови, тие и самостојно се разведуваат и не можеме тоа да го спречиме, иако знаеме дека е така. Интерес, да. Ќе мора кратко да направиме тука една пауза, па ќе кажеме во кој град од Македонија најмалку се разведуваат. Слушајте ја премиерно емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Најмногу разводи во Скопје, во главниот град, а каде имаме најмалку разводи, доктор Маљановски? Да, интересно е, непосредно пред емисијата разговаравме и буквално како куриозитет ми се јава градот Крушево, кој 2013 нема разводи, 2014 нема разводи и во 2015 еден развод, познавајќи го менталитетот на луѓето кои живеат во Крушево. Тоа е тоа, бројката е таја, мислам, на вистина, да се надеваме дека во иднина оваа бројка ќе биде 0 и дека ќе биде све најдобар. Така, или можеби во другите градови. Почесто да го посетуваме Крушево, можеби има некоја тајна. Уште малку имаме до крајот. Која спроведува постапката
за доверување на малолетните деца при бракоразвод и кои се последиците? Така е. Значи, при поднесувањето на бракоразводна парница се поднесуваат и останати документи, меѓу кои се поднесуваат и изводи од матична книга на родените за децата. Во случај кога во бракот има малолетни деца, значи исклучиво во случај кога има малолетни деца, судот, надлежниот суд со барање се обраќа до центрите за социјална работа, кои во барање во кое стои дека првенствено би требало да постои обид за помирување, а при евентуално неуспешен обид за помирување, тогаш да се пристапи кон постапка за доверување на децата. Интересен е податокот, што може би сега ќе го наведам. На територија на Република Македонија во 2013 имаме успешни 73 помирувања. Помирувања, браво. Да, во 2014 бројот расте 81 и во 2015 118. Значи, очигледно е една од мерките која беа спроведени во рамките на Центри за социјална работа, отварање на предбрачни и брачни советувалишта, полека си заживува и си остварува целта за која што и би требало да постојат. Значи, да, идните брачни парови кои имаат било какви кризни моменти, некои проблеми од било каков аспект, дека анонимно може да отидат во центрите за социјална работа, каде што луѓе кои се високо обучени, стручни, би можеле да помогнат во санирањето на нивните брачни проблеми. Едноставно да поразговараат. Нашите советувалишта за брак и семејство се бесплатни, значи нема плаќање, нема имење и презимења, нема сведоци, тоа би бил и работат до 20 часот во сите центри, скоро во сите центри во Република Македонија, и пак напоменувам, тоа се колеги кои се од областта на општествените науки, тоа се психолози, педагози, социјални работници, социолози, се зависи од можноста, односно потребите на брачните партнери. Може и сами да отидат поединци, меѓутоа мислиме дека е најдобро да едните брачните партнери бидат заедно и да се обават терапеутски, да ги кажеме, мигови со нив, да некои работи се разјаснат, да им се укажат за одговорностите тоа што следат. Во секој случај, едно од најкомплицираните постапки во центрите за социјална работа е доверувањето на децата. Доверувањето е во областа на оделенијата за брак и семејство, каде што навистина многу одговорна работа да децата бидат доверени на еден од родителите во случај да бракот се разведе, а другиот да има нормални контакти и видување. Имаме два моменти, тоа се во старт да се разјасни дека секој родител има права и има обврски во однос на децата. Право е да се гледаат децата, да ги гледа децата оние од родителите кои не престојуваат, а обврска на тој родител е да плаќа алиментација. Алиментацијата одредува судот, бракот го разведува судот во судска постапка, значи на предлог на Центрите за социјална работа, каде што во предлог се пишува кој е попогоден од родителите да бидат децата доверени. Најчесто е мајката. Па во принцип да, меѓутоа има доста случаи исто така каде што децата се доверуваат кај таткото. Не се слагаме од стручен, од секаков аспект е да децата бидат поделени. Тоа е, мислам, на едниот брачен партнер, другото на другото. Затоа што тргнуваме од фактот дека ако родителите се разведуваат, не би требало братчиња, сестрички, мислам, ако било која комбинација се разделат, тоа би било навистина огромен стрес. Во оваа цела постапка најголеми жртви се децата, дефинитивно. Децата се сведоци на секој развод, како што може би спомнавме во минатата емисија, е пропратен со насилство.
Насилството, да го сватиме и на друг начин, може би со молчење. Ако и двајцата партнери не зборуваат, значи дека нешто не е во ред со нив, а да не зборувам за оние екстремни видови на насилство од областта на психичко, физичко, сексуално, економско и така натаму. Ако се децата сведоци, навистина децата имаат последици. Од тие причини советувам и инсистирам да децата не бидат сведоци на немилите настани во семејството, да што е можно бидат изолирани, да не служат како инструмент за раскусурување на некои работи што се случиле во рамки на бракот, и заради тоа што тие деца се лесно препознатливи и тие деца навистина имаат несреќно детство. Ви благодарам, доктор Малјановски. За жал тука мора да завршиме емисијата, што бевте дел од уште еден живот на Радио Слободна Македонија. Благодарам на вас. Се одјавуваме. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник на емисијата доктор Крсте Малјановски, водител Рашела Гинова Карафиловски. Датум на емитување 13 ноември 2016. Техничка реализација Никола Јовановиќ, продукција Радио Слободна Македонија. Останете на нашата фреквенција. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.